На подрачјето на општина Свети Николе, која се наоѓа во централниот дел на Републикава, во септември 1983 година се одржаа дел од вежбовните активности на Здружено-тактичката воена вежба Единство 83. Со акцент на ангажирањето на цивилната заштита, територијалната одбрана, органите на милицијата и другите компоненти на системот на општенародната одбрана и општествената самозаштита. Градот Свети Николе, кој според вежбовните активности целосно е подготвен за упорна одбрана и сестрана подршка на нашите вооружени сили за совладување на Синиот. Одбраната на градот од напад од воздух на Синиот е организирана и се реализира од единиците на територијалната одбрана, кои имаат на располагање покрај другото и лесна противавионска артилерија, вооружена и со ракети земја-воздух со инфрацрвено наведување. Покрај ова, действува и севкупниот систем на противвоздушна одбрана. Во градот, кој брои 11.000 жители, се останати 8.500 граѓани, претежно ангажирани на утврдување на градот за одбрана, за производство на потребите на вооружените сили и за населението, извршување на задачи кои се во функција на одбраната, информативно-пропагандната дејност, здравствено-социјалното згрижување на припадниците на вооружените сили и граѓаните и на извршувањето на комунално-услужните дејности. Дел од граѓаните е евакуиран, а дел е во состав на оружените сили. Во време на изведувањето на дејствата на фронтот, единиците на територијалната одбрана и на милицијата со помош на граѓаните се ангажирани во одбивањето, разбивањето и уништувањето на уфрлените диверзантски групи на Синиот. Младинските бригади и бригадите составени од работни луѓе и граѓани се ангажираат во акциите во утврдувањето на градот и во уредувањето на комуникациите за непречено движење на оружените сили. Председателството на собранието на општината го организира и раководи со општонародниот отпор на подрачјето на општината. Врз основа на добиените задачи и процени на воено-политичката ситуација во која се наоѓа општината Свети Николе, Председателството на собранието на општината одлучи сите расположиви сили и средства на општината да се ангажираат на извршување на барање на командите и единиците на вооружените сили кои действуваат на подрачјето на општината во согласно со нивните потреби. Комитетот за општонародна одбрана и општествена самозаштита непосредно ја следи, насочува и координира активноста на системот на општонародната одбрана. Сојузот на комунистите и другите општествено-политички организации со непосредна идејно-политичка активност го мотивираат населението за масовно и активно учество во подготвувањето на градот за одбрана и поддршка на оружените сили во предстојниот противудар. Врз основа на процената на воено-политичката ситуација во општината, Председателството на Општинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија во Свети Николе одлучи органите на Сојузот на комунистите, основните организации и членството на Сојузот на комунистите на Македонија со непосредно идено политичко ангажирање да го мотивираат населението за масовно и активно учество во подготовките на градот за одбрана и поддршка на вооружените сили по престојниот противудар. Извршниот совет на собранието на општината се грижи за редовното производство на организациите на Здружениот труд, посебно за производството на потребите на вооружените сили и на населението. Врз основа на одлуката на Председателството на собранието на општината, Извршниот совет на собранието на општина Свети Николе одлучи организациите на Здружениот труд да обезбедат максимално производство и извршување на услуги, првенствено заради задоволување на потребите на населението и вооружените сили, оние организации во кои се оштетени производните капацитети да се ангажираат за отстранување на последиците, оспособување и продолжување со производство. Општинскиот штаб за цивилна заштита, преку штабовите за цивилната заштита во местната заедница и организациите на Здружениот труд, непосредно учествува во заштитата, спасувањето и отстранувањето на последиците предизвикани од воените дејства.
Врз основа на одлуката на извршниот совет на собранието на општина Свети Николе наредувам заради заштита и спасување на населението и материјалните добра и отстранувањето на последиците од воените дејства да се ангажираат сите специјализирани единици и единиците за општа намена во општината. Службата за наблюдување и известување со Центарот за известување и визуелно наблюдувачките станици, вклучувајќи ги и органите на мрежата на редовните служби и организираните сили на цивилната заштита во војна, врши наблюдување на воздушната и копнената ситуација. Гром 1. Гром овде, Гром 1. Гром овде, Гром 1. Авиони, мала група, правец 9. Гром 1, овде Гром, примерно. Пецо, пази. Формација 1. Врз основа на податоците за налетување на непријателските авиони на градот, Општинскиот центар за известување дава знак за воздушна опасност. Синиот действува по силите на моторизираната колона на црвениот со цел да му нанесе загуби и да му оневозможи довлекување свежи сили на фронтот. По извршеното бомбардирање, службата ВОИН и визуелно наблюдувачките станици го известуваат Центарот за известување дека нема опасност од повторен авионапад. Врз основа на ова, Центарот го известува Општинскиот штаб за цивилна заштита, кој издава наредба на специјализираната единица на цивилната заштита за извидување, да ја извиди и утврди состојбата во бомбардираниот дел од градот. Извидувачите вршат извидување и на присуство на радиолошко-хемиско-бактериолошки опасности. Од авионападот по улиците се останати настрадани граѓани.
Екипите на Црвениот крст и единиците на цивилната заштита за општа намена, како и специализираните единици на цивилната заштита за прва медицинска помош со заштитни маски во заштитна положба, укажуваат помош на повредените и ги засолнуваат од комуникацијата. По правило, во овој момент, додека се уште важи знакот за узбунување, ниту еден од овие луѓе не би смел да биде присутен на каков и да е начин надвор од засолништето. Сепак, се чини дека вакви случоци се неминовни. Тоа значи дека во ваквите евентуални ситуации би морало да се смета и на нив. По утврдувањето на извидувачите дека не се присутни радиолошки, хемиски или биолошки агенси, командирот на единицата го известува Општинскиот штаб за цивилна заштита и Општинскиот центар за известување дека нема таква опасност, кој дури по овој извештај дава знак за престанок на опасноста. Работните луѓе и граѓаните можат да ги напуштат засолништата и се вклучуваат во акцијата за заштита и спасување, а останатите ги симуваат заштитните маски. Екипите за извидување продолжуваат со извидување и утврдување на состојбите во градот. По знакот за престанок на опасност, работните луѓе и граѓаните масовно се вклучуваат во акциите за заштита и спасување. Со лична и взаемна заштита, како најмасовна компонента за заштита и спасување, опфатени се сите работни луѓе и граѓани кои остануваат во градот. Единиците за општа намена представуваат организиран облик и јадро на личната и взаемната заштита и тие се оспособени за спасување од урнатини, од оштетени и загрозени објекти, за укажување на прва медицинска помош на ранети и повредени, за локализирање, па и за гаснење на почетни и помали пожари, за радиолошко-хемиска и биолошка деконтаминација на луѓе, животни и објекти. Овие единици на цивилната заштита интервенираат во своите реони до доаѓањето на специализираните единици на цивилната заштита со кои действуваат. Врз основа на податоците добиени од единиците за извидување, работните луѓе и граѓаните, единиците за општа намена и од сопствените извидувања за последиците од извршениот авионапад, Општинскиот штаб за цивилна заштита донесува одлука за употреба на интервентните сили, специализираните единици на цивилната заштита и на органите и организациите на Сдружениот труд, кои се во функција на заштитата и спасувањето. Врз основа на одлуката на Општинскиот штаб за цивилна заштита за употреба на овие сили, командантот издава наредби за секоја специализирана единица на цивилната заштита, која е оспособена за интервенција во сите услови на војна, па и при употреба на нуклеарно-хемиско-биолошки борбени средства. Приоритетна задача при отстранувањето на последиците во конкретната ситуација е гаснењето на пожарите заради спречување на нивното натамошно ширење. Покрај специализираните единици на цивилната заштита за противпожарна заштита, во гаснењето на пожарите се вклучени професионалните противпожарни единици од организациите на Сдружениот труд и Општинската единица, како и доброволните противпожарни друштва. Покрај тоа, за гаснење на почетни и помали пожари во рамките на личната и взаемната заштита се вклучени и работните луѓе и граѓаните, единиците на цивилната заштита за општа намена, како и специализираните единици на цивилната заштита за радиолошко-хемиска и биолошка деконтаминација, спасување и друго. Најголем дел од загрозените лица се спасува во рамките на личната и взаемната заштита од страна на работните луѓе и граѓаните и единиците на цивилната заштита за општа намена, непосредно по извршениот напад. Посложените задачи од областа на спасувањето ги вршат единиците на противпожарна заштита и специализираните единици за спасување, опремени со соодветно современи средства. Првата медицинска помош на повредените и ранетите им се укажува континуирано. Специализираните единици на цивилната заштита за прва медицинска помош се опремени и оспособени за укажување на прва помош во случај на посложени повреди и пренесување на повредените и ранетите до пунктовите за прифаќање на повредени и ранети, во што соработуваат со екипите на Црвениот крст и на медицинскиот центар.
Пренесувањето на ранети и повредени се врши со возила на медицинскиот центар, како и со возила приспособени за таа цел. Отстранувањето на загинатите и нивната идентификација ја изведува специјализираната единица на цивилната заштита за асанација. По излекувањето на повредените и загинатите од оштетените објекти се врши расчистување пред се за ослободување на комуникациите. Расчистувањето го врши специјализирана градежно-техничка единица на цивилната заштита и екипи на градежната оператива со расположливата механизација. Покрај овие, во расчистувањето се вклучуваат работни луѓе и граѓани, единиците на цивилната заштита за општа намена, како и младинците со рачни алати. Поправката на општествената инфраструктура ја врши единицата на комуналната организација, која е оспособена да действува и во воени услови. Во меѓувреме, единиците на територијалната одбрана и милицијата вршат уништување на уфрлените извидувачки и диверзански групи на синиот. Специјализираната единица на цивилната заштита за дезактивирање и уништување на заостанатите неексплодирани убојни средства по откривањето врши обележување и обезбедување на локацијата, а потоа превзема постапки за нивно отстранување и уништување. Поради тоа што добар дел од стамбените објекти се оштетени и урнати, а со тоа и дел од населението е останато без основните услови за живот, формирани се пунктови за згрижување на настраданото население. Пункт за поделба на храна, за снабдување со вода за пиење, за собирање и поделба на облека и пункт за доброволно давање крв. Сето тоа што се случуваше за време на изведувањето на оваа здружено тактичка вежба, го следеа и нашите највисоки раководители. На вежбата Единство 83 беа поканети да присуствуваат и делегации речиси од сите земји во светот. Сите тие што дојдоа, еве ги заедно со нашите раководители. Ги посматраат и коментираат активностите од вежбата. По завршувањето на вежбовните борбени активности, сите заедно поминаа низ теренот каде беа изведени сите тие акции. На тој начин, всушност, оваа здружено тактичка вежба беше изведена пред очите на целиот свет.